Почитувани, добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистина на Канал 5 телевизија. Вечервац од Джевдеј Хередини, добро вечер. Добро вечер. И Љупчо Златев, добро вечер. Добро вечер. Господине Хередини, за консензус околу меѓу главните политички чинители за најважните неколку прашања во државата, барем тука во само вистини со вас изминативе години многу пати разговаравме, исто така и за потребата за функционален систем. По трагедијата во Кочани, тоа прашање повторно се актуализира, а и тоа доведе до организирање вчера на лидерска средба помеѓу претседателите на двете најголеми политички партии, премиерот и Филипче. Дали тоа според вас е прв чекор кој што мора да се направи за да се постигне овој консензус или е моноетнички настан кој што ќе предизвика само дополнителни проблеми? Па, да кажам право, прво средби на партиски лидери не е некоја уставна категорија, не е некоја задолжителна, може секој со секого кога сака да се состануваат. Може тие да се состануваат и никој да не знае. Меѓутоа, зашто и дадува на ова средба вакви димензии и тие не требаше да дозволат таква да добие димензија и да служи некому како повод да отвара други теми, а не она што Македонија се соочи после ова голема трагедија. Без се уште, а долго ќе трае тој процес, најавените мерки што ги најави премиерот, ја имав прилика и за тоа да се изјаснам, камо среќа, како за ова и за многу други проблеми, сега и за ова со царините и така натаму, да бидат тие мерки реално да дават резултати. Фактот дека имаме ваква ситуација со владење на правото во Македонија, тешко е дека ако не никогаш, тешко е за кратко време граѓаните на Македонија да добиваат впечаток дека трагедијата предизвика стварно преземање на реални конкретни мерки и успеси. Зашто го викам ова? Го викам ова затоа што јас бидејќи памтам повеќе од вас, ова криза во која Македонија сега се виде со трагедиите и ова најголемата, се виде дека од одамна два пати Македонија имаше потреба кризите да ги решава со меѓународни сведоци. Една беше Охридскиот договор, втора да веде Бржинскиот спогодба. Двете имат спогодбите потписи на странски олеснувачи. Тоа го знаеме. Ни тога не помогна, ништо. Значи, прво се почна јасни слика даде за состојбата со владењето на правото и со корупцијата, познатиот стручњак од Европска комисија што го донесе, групата на Прибе, даде и за правото, и за мешањето, и за судството и така натаму. Ама буква не применија владата на Заев. Никога веќе не го спомна. Тој. После дојде се презент и ја променија власта, одма совет за реформи на судството и начело на тој совет застана за да добие во тежина работата лично Заев како премиер. Остана неколку дена и напушти и тоа. Ништо не се направи во областа на владењето на правото и на корупцијата. Постојано сите, не овде не граѓаните на Македонија, туку и странците, и Америка, и Европа укажуваат дека кај вас корупцијата и владењето на правото е проблем. Иако јас мислам дека заслужуваат критика за таа состојба и представниците на Европска Унија во Македонија. Ако добро ве разбирам, вие велите дека е во ред што се гледат, меѓутоа сте скептичен дали тоа што евентуално би го договориле ќе го... Не сум скептичен, јас сум сигурен, еве зошто. Дојда сите тие луѓе
кој што ги забранија објавата на бомбите за 1000 кривични дела. Сите тие луѓе кои, ја ги викам злосторнишко здружување, овие што го изменија кривичниот законник. Сите тие луѓе од тога и денеска, или лично, или со своите блиски се вгнадени во системот. И од нив сега, на сила со измени на кривичниот законник, со одбивањето да се прифатат забелешките и Европска Унија и Америка рекоа таков закон штетен ќе биде измените на кривичниот законник. Меѓутоа, сум кажал и ќе се повторам, ова гарнитура, ова коалиција, да не зборам за опозицијата, и таа не е во состојба таа работа да ја исправи. Имаме и стриктно барање од Европска Унија да се санират последиците од измените на кривичниот законник. Дојде актуелниот министр за евроинтеграција на враќање од Брисел, така ми рекле. Првиот кај река, ја му напиша, вие тоа не можете да го правите и точка. Од тога и тој збор више не го спомна. Према тоа, ако овие луѓе си ја обезбедија, овие криминалци од 15-20 години, ги имаме во политиката, а власт и да бидеш и во опозиција, еден вид власт. Ти прво си опозиција во парламентот, си во комисии, не е баш исклучен. Така да, ова ситуација, јас сум убеден, дека без таков, и сега дури и ова рез, ова трагедија, Божом поттикна во тој, ама поради оваа ситуација дадена што ја опишав, не е можна. А можна ли? Не да. Па излегува со ова, и дадува повод само некој да вика дека моноетничко. Тие што направиле монорелигиозен Европски фронт, не сакат моноетнички, им смета уметнички фронт. Знаете дека овој Европскиот фронт е монорелигиозен? Знаеме. Па знаеме, ама тие истите барат моноетнички било. Па како е лошо моноетничко, така и монорелигиозен не шини. Сите муслимани се во друго, ова влада, ова коалиција на власт и без влен не е моноетничка. Добро, и мисијава ја замисливме да биде како спој на искуство и на младост. Сега и младоста ќе ја прашам дали го дели песимизмот на искуството дека додека нешто не направиме плюс многу тешко ќе ни биде што и да било да смениме. На објективниот песимизам, затоа што навистина е објективен овој песимизам на господинот Хајредини, јас би одговорил со субјективен оптимизам. Верувам дека ова е начинот на кој што мора работите да почнат. Знаете како? Вас може да не ви се... Зборувам за лидерската, така? Зборувам за лидерската средба. Може вас да не ви се допаѓа Мицкоски. Може вас да не ви се допаѓа Филипче. Може вас да не ви се допаѓа Таравари, Изет Меджити. А веројатно и на двајцата најмалку ни се допаѓа Али Ахмети. Но она што мораме сите да го заклучиме е дека за жал ова се луѓето кои ги имаме и ние може да излеземе од оваа ситуација само со овие луѓе. Токму затоа, јавно им одговарам и на они од ВМРО ДПМН кои велат што си седнал ти со Филипче, он е ваков, модуларна праеше, имаше корупција, и од они од СДСМ кои велат што Мицкоски седнал со Филипче, ваков е таков. Луѓето се тие и ова е добар повод. Во однос на тоа моноетничко, за кое дискутиравте, сметам дека во иднина треба да се прошири овој формат и да бидат сите парламентарно репрезентативни партии, дури и они од најрадикалните екстреми кои се во собранието. Затоа што за да излеземе од оваа тешка ситуација која ја увидовме со трагичните настани во Кочани, нас ни е потребно обединување
на сите околу некаков општествен консензус Под прашање. за тоа како треба да изгледа Македонија во иднина. Под прашање, ако велите дека треба да бидат и сите партии парламентарни вклучени во ова, зошто едноставно не се оди во собранието каде што е место и таму да се решат овие работи? Затоа што очигледно Тамо ќе заврши, мора да одат таму. на крај се мора да заврши таму. Но знаеш како многу ние македонската парламентарна демократија е само на лик репрезентативно, односно нашите пратеници, за жал, никој од нашите пратеници не ги представува граѓаните, туку ги представуваат нивните партии. Е сега, кога имаме таква форма на репрезентативност, тогаш многу е поефективно лидерите да седнат и да се договорат и потоа пратениците тоа едноставно да го реализираат во собранието. Без да сакам да девалвирам оваа средба, факт е до сега дека, како што го споминавте Охридскиот договор и други прашања, се решаваат во пржино на вила, во ресторан во Маврово, во хотел, во фоајето, во Охрид, а нашите институции еве до кај стигнавме. Седа со боја да ги фрламе и гаѓаме со до кај камења. стигнавме и со пржино, еве до кај стигнавме и со Охридскиот договор, еве до кај стигнавме и со Преспанскиот договор. Луѓе, или ќе научиме дека нас од страна никој не може да дојде и да не убеди дека треба да ги решиме работите, или нема да не биде. Суштината на ова е дека конечно гледам некаков зародиш, дека нас од внатре, од нас ни извира некаква енергија дека видете каков ужас ни се задеси и видете какви ужаси може да ни се задесат поради таа А корупција. каде гледаш дека почнало? Па, види, Најлошо почнало. Форма неуставна, незаконска. како? Работник... Лидерската средба. Да. Знаете, тоа што не е предвидено во уставот, не значи дека а е овие забрането. луѓе што ги опишав јас, а уште имам да ги опишам. Со овие што досега обезбедија да не бидат казнети за своите кривични дела, од нив очекуваш ти дека тие се зародиш? Хајредини, народот тие ги бирал се, што да му Не прави? ги Ја народот бирал. не можам да го сменам. Значи, кој ги бирал? Овие се лидерите кои се бирани од нашиот народ. На избори, ова се луѓето за кои се гласале. Ако имало подобри, Па и порано сме гласале исти луѓе. па затоа, ама одговорноста е секогаш... Од каде гаранција дека овие ќе бидат поинаку? Нема никаква гаранција за ништо во демократијата. Гаранцијата е едноставно дека ние мораме да работиме. Нешто да работиме. Не ние сите зошто. Треба да почнеме сега кој што треба да работи, а не сите. добро. Тоа сите сме виновни, е катастрофа. Не, вас не гласале се, тоа е работа. а, Овие не, не. ги гласале и они имаат одговорност пред своите гласачи Па нека- да ги направат овие измени. Па нека повелат. Кој им смета? Па еве тоа го прават. Почнале Нека- со лидерска средба. Да видиме каде ќе Па заврши. најлошо почна. Па сега, тоа е друго прашање. Па како би почнале според вас? Органите да ги пуштат. Што стана со обвинителите и со судиите? 12 доверба. Истите тие се денеска под контрола на овие криминалци што го изменија законот кривиш. Не се. А? Еве не се, власта се повлече, вели да им дадеме шанса Кому? на обвинителите. Па шанса ја имале, еве што направиле до сега. Истите се. Ама и кого ќе избере? Пак сите во јавното обвинителство, пак се тие кого ќе изберете? Ќе донесете некој нов, ќе се роди сега, наеднаш ќе го превоспитаме во нов систем и така натаму. За жал, стариот дефектен систем мора да ги даде новите решенија. И така било секогаш во историјата сегде. Не може вие да измислите, не може да симнеме ние од Каде сателит нови пример има, луѓе. каде има пример тако што го опишав ја 20 години да прават така и да не одговара ниеден. Сите млади демократи почнувале така. Сите западни млади демократи кои ги познаваме и кои ги гледаме. Од кој век? Па кога биле млади демократи? Толку ли 19 век. Со векови ние Па сме тоа назад. Со векови сме назад. И се надеваш дека овие криминалци што го изменија кривичниот Добро, сега, не законник може да ли? генерализирате сега дека сите се криминалци. Голем дел од нив Не. не учествувале во тоа. Кој? Еве, Мицкоски не учествувал во измена на кривичните закони, на кривичните. Еве кој учествува. Ајде. Како тој не знаеш. Инсталациите на Ахмете штитат 150 корумпирани политичари.
Тој Чекај, не е во викам ја. опозиција. Па не викам ја, чекај. Ахмет е во опозиција. Не викам ја. Ако го си. Во Фјок и останале случаите како? Маđар Телеком, на Али Ахмети, пациентот овој и други натам, Титаник и така натаму. Се соочуваме со вистински масакр во судството, со десетици суди и обвинители под тотална контрола на ДУИ. Ова го вика Зијадин Села, кој е заедно во фронтот со Али Ахмети. И? Како и? Па ти викаш да зародиш, ево го зародиш. Зијадин Села во моментов е во опозиција. Зијадин Села не беше денес. Тие меѓу себе вака викат. Тие не викам ја ова. Добро, но тоа е Зијадин Села, господин Неков. А ако е парламент треба да гласи. Ние зборуваме дека денес има Кога ќе лидерска дојдат тие средба. закони? Работни групи формират. Која работна група? Па, кога е партијата на власт, работна група е владата. Разбираш или не? Владата е работна група што спрема закони, а таа, кога спрема закони, може да консултира кого сака. Меѓутоа, нели секогаш велиме дека кога ќе има консензус за најважните прашања, кога нема да се блокираат овие закони кои што ги подготвува владата, во собранието можат лесно на брза лента да поминат, нели тоа Чегор плюс? Па знаат однапред кој е за, кој е против на тие викаат дека се останале против Ама цело албанци. време велим. Извинете, вие, господине Хередини, сметате дека не треба да им се даде шанса да сменат? Јас мислам, ја дадов шанса треба да им се даде. Јас зборев, се ја согласуваме. понатаму што ќе се случува. Jer овие постапки сега, прво, реакција е прво што се викани на предистражна постапка, дека е селективна правда и така натаму. А замисли да бидат осудени. Кога ќе доживееме да бидат осудени? 300 сведоци најавиле. Овие 20 работни групи за измените за енергетика, па кој им бранил енергетика досега да се... Чека да скратиме малце. Сега вие велите дека се прават услови, овој случај толку да се искомпликува и да се одолговлече, што правда пак ќе немаме на време? Не, никако. Никако со... Тоа е многу сериозно тврдење, бидејќи сериозно тврдење. Бидејќи не станува збор тука за финансиски средства дека некој украл, се навикнавме за жал на тоа, станува збор за 60 жртви. Ама не требаше сега, требаше да одат малку потесно да се фатат за кривичните дела врзани со последиците од катастрофите, од овие крајната. Сака да кажа дека немаме институционален капацитет. Тие ги тераме, се мешат и друго. Требаше прво приоритет да имат овој сегмент на трагедиите. А од каде знаеме дека нема приоритет? Мислам дека тоа е Затоа што еве уште лидерска средба енергетиката, економијата, работни Добро, ама групи. тоа е се важен сегмент, но сметам Корупцијата требаше прво. И само таа. А за енергетика, за економија, за кошници, имало и има време. Хередин. Сега се прави ова широк фронт за да се расплини цела работа. И ова да... Не. Ама не, немој ти мене не. Ти терај за себе. Не. Ја тврдам... Во ред, тоа е ваше неговото мислење. не се сложувам со тезата, сега ќе кажам зошто. Да, не си го сватите лично. Ама не, во ред. Ама јас сакам да кажам дека она што сега како се користи како повод средбата нивна. Ме разбира? Средбата нивна, иако средбата е средба која не се знае никога, ништо работни групи, ништо тоа не треба да се... Реалната политика вели може дека двајцата лидери се сега некаде во некоја канцеларија се да ви договараат. кажам друго. Требаше да водат сметка или да ги соберат сите, иако и ја мислам и тоа е неуставно, али затоа што тој вика за крупни проблеми, а не кажува зошто. Ама кажува ДУИ сега, што им дава овој повод да тие тоа го кажува. Да, ајде, Злата, па има повелете, ајде. Уште еднаш со овој двајцата представници на две македонски партии се собрани, една средба, вие тоа не знаете. Тоа била кога беше ВМРО во опозиција. Овој Мицковски истиот председател. Беше
Ми кажа мене министерот за финансии подоснешен, Фатмир Бесими, дека овој Заев му ветил ќе станеш гувернер. Ќе те предложам независно таа. Тој, да ви кажам право, може тоа да биде, услед се подоста се види дека е до грло корумпиран. Ме разбира. Ама стручно може да биде. Ја реков, не може Заев да те прави. И ја верувам дека сака. Ама он тоа не може. Заев не знае, затоа што отстрми се дојде скоро. Добро. Немаме докази за ваквата средба, ќе остане тоа на ваше тврдање и информација. Не се собра, отидоа, се собра Мицковски и Заев на средба и гувернерот беше избран со 102-3 пратени. Не се собрале за гувернерот, предпоставувам. Но не стана гувернер Бесими. Па тоа, ти не ме разбираш? Да. Тоа што му кажав ја на Бесими, дека тој сака, ама тој не може тоа. Видете сега, Се собра, чекај. Да. Ајде само довршувајте мислата, морам да се грижам да имат исто време. Отидоа, одржа средба и се соединија ВМРО СДСМ избра гувернер. Одлична. Ти реков дека не ќе може да ти... Одлична поента. Тоа што ние во изминатите години и претходно со Богов и сега со актуелната гувернерка, ние имаме стабилна Народна банка. А чекај, молим те, не збориш за тоа. Говори дека грешка. кога сака, извинете, говори дека не е грешка со избрана Анита. Значи не. Да, ве разбирам. Одлично е. Но тоа сакам да ви кажам, е доказ дека кога има консензус, и кога има квалитетен кадар кој е понуден, како во случајот со Народна банка, која е една од ретките институции кои функционираат во земјата. Ама немаше што викат овие сега меѓуетнички консензус. Се собраа 20 представници, не реков случајно, на 20 на македонски партии, како сега. Сака да каже дека има моноетничка одлука. Гледаме дека. Дали е моноетничко? Ја не ги гледам луѓето низ етничка призма. Не, ама реалноста е тоа. Значи ја не сакам. Мене ти не сакаш, ама тебе никој не те прашува. Немам бариера во себе да гледам некој од која етничка група. Дали е србин, дали е албанец, дали е македонец, дали е бугарин, што сака нека. Тоа е парола, реалната ситуација не е така. Ве молам само да се доискажам. Реалната ситуација е дека токму Народна банка во изминатите години, ако сакате и пред Богов, категорички одбивам да зборувам, jer ја исто мислам за Народна банка. Е доказ дека и за гувернерката, ама категорички нема потреба. Кога има консензус е добро. Па не е со консензус. Е добро. И ќе биде добро. Па не било консензусот во прашање. Ме молам се. И ќе биде добро доколку сега почнат, еве, како иницијална каписла помеѓу Мицковски и Заев, доколку како консензус помеѓу двете најголеми парламентарни партии во државата почнат реформи на кои ќе се надоврзат и другите. И потоа тоа да функционира, и потоа да видиме измени и на кривичен закони да се врати како претходно, и да видиме професионално јавно обвинителство. Ако успееме ние обвинителството да го направиме функционално како Народна банка, и ако успееме судството да го направиме функционално како Народна банка, многу добар пример ми дадовте. Ние, политичките елити, ако успеат. Па ти знаеш што зборуваше Мицковски за обвинителот? Ако успеат да ги направат обвинителство и судот како Народна банка преку политички консензус, тогаш ние хајредини сме постигнале многу како држава. Затоа што, ако обвинителство и судство функционираат како што функционира Народна банка која ја спомнавте, тогаш ние ќе бидеме многу подобра држава од тоа што сме сега. Добро, да затвориме околу етничкиот момент, сакам дебатата. Да се разјасниме, не отворив тема за Народна банка ја, апсолутно. Не, гувернерот го спомнавте како можност, заради така излезе. Како повод беше тоа, ме разбира. Јас сум за тоа, гувернерка сега треба да остане гувернерка пак, лично. Добро, ја сваќам кој е суштината, господине Харедини. Ако ќе стигнеме до тоа што го викате вие, Златев, ја тврдам дека нема да го стигнеме. Не ја, ни ти. Да не одиме сега околу, ја разбирам тезата, да не одиме околу, директно ве прашувам, дали вас како албанец ви пречеше тоа што двајца лидери на условно кажано македонски партии седнаа да разговараат за овие работни групи?
седнале да разговарат, ама ја претпоставувам дека не разговарале за... Дали го делите ставот на Дуи, пошто Дуи се представува како гласот на сите албанци во Македонија, дали мислите дека... Да, ама да ги слушавме на телевизија што зборуваат. Ја Ја кажа, ние, чекај, ама те молам. Да. Ајде, погледате. Чекај. Тој вика за многу крупни прашања сме. Ако е за овие што не интересираат нас, тие се крупни, ама познати. Кои се тие крупни, а не ги знаеме што ги расправале внатре? Добро, имаше 5 теми на разговор, предпоставам, по иницијативата и првата пресконференција на Филипче, кои се тие. Ќе разговараме и за тоа. Златев, ако немаш да дојдеш до со прашање. Не, имам тука да додадам дека дали е добро. Знаете како? Мене многу ми пречеше да речеме кога се случи Тиринската платформа, не затоа што се собраа лидерите на албанските партии во Македонија, тоа не ми пречеше, туку затоа што се собраа под патрон на странски лидер, односно на, како се вика, на Еди Рама. Доколку сега се собереа Мицкоски и Филипче под патрон на странски лидер, мене ќе ми беше по-проблематично. Но со самото тоа што се собраа само иницијативно, по покана јавна на едниот. Ајде да се видиме, ајде да направиме консензус, ајде да направиме работни групи, ајде да дефинираме точки. Е добра работа. Особено затоа што, да речеме, Венко Филипче во оваа криза, откако почна со настаните во Кочани, со оној трагичен настан, имаше многу одговорно однесување од негова страна, лично. Тој не проба да политизира. Имаше некакви, нормално сега, партии се во прашање, македонски фолклор е во прашање, секојаш ќе го видите тоа. Но од самиот почеток Селективна Филипче, правда не е фолклор до толку. подоцна работите излего од контрола. Но кога беше највжештено, покажа Филипче, Да, таа прва негова пресконференција. првата и втората. Покажа огромна одговорност и треба да има вакви средби. И не е проблем што има вакви средби, но на крајот мораме сите да ги видиме Добро. резултатите, за да не биде Харедини во право. Ако излезе Харедини во право, знаете, многу едноставно очигледното да го видите дека ништо нема да излезе, но ако излезете во право, ние ќе останеме да бидеме едно потрагично општество. Тоа е. Ја морам да бидам оптимист, немам друго решение. Поре да биде кој ти брани. Него па тоа да бидеш оптимист. Знаеш што е разликата меѓу оптимист и песимист? Искуството. Не. Оптимист е тој, оптимист е тој што песимист Добро, ќе се вратиме. тој што знае дека животот е тежок. А оптимист е тој што секој ден тоа го открива. Па добро. Ме разбира. Тоа Питер не е мој цитат. Дозволете ни да откриваме повторно. Оптимист е тој оптимист што секој ден открива дека е животот тежок. Дозволете. А ја не. Ова оценка на личностите, друга работа е. Филипче требаше да поднесе неотпавликава оставка кога стана уште последната, веднаш со свет заменикот, а тој го праша, Заев му реше Штекерот е крив, ти не поднеси оставка, и такви луѓе да ги опишеме тука, дека се правеле, не правеле, треба да прават тоа што... Ако прават тоа што треба, да. Требаше да си оди, jer тој не беше Штекерот. Го скрија извештајот на Европската комисија, што дојде во Тетово. Го извадија само дека Штекерот, а кој изгради болница да изгоре за 3 минути материјалот, и ден деска остана. Ниту требало да се изгради болница, 2 ката во блокот во Тетово, и ден денеска е празни биле, само кревети. Не. Така да, ја ако сакаш лично да зборуваме, никој ништо не мене не ми направи. За тебе друго е. Ја викам за јавноста што е. Не дали е ова е таков, ова е па и Мицкоски добро зборува, и ја реков и напишав. Јас сакам да се оствари ова што најави Мицко, не од седницата ова, претходно. Јас сакам, среќен би бил да се оствари тоа, меѓутоа јас мислам дека тоа нема да се оствари. Венко Филипче представува 200.000 луѓе кои сметаат дека крив е Штекерот.
Сега, колку и да е ирационално тоа Не. тврдење дека е крив Каде- Штекерот, кој се тие 200.000? па тие што гласале за СДСМ. Не. И сега вие не може него да му го одземете легитимитетот. А кој рекол ја Ние да му имаме одзема? 200.000 луѓе во државата што мислат дека Штекерот е крив. И тоа е тоа. не- Сега, ние мора и со тие луѓе некако Еве да се прашање најдеме ја во мор. поставувам. Зошто со материјал што говори за 3 минути изграден? Зошто? Нека излезе Јанушев, тој како се вика, овој со терналиста. Заменик што беше на премиерот. Нека излезат, немој да ги опишеме луѓето, ја како мислам, ја мислам објективно. Требаше и заменикот да си одат објективно. Сега требаше да одат прво и овие двајцата за економија и за внатрешни. Не да одат. Ние поднесуваме оставка, ги бркаме работите се додека... Добро. Злате, неколку пати споменат, овие политичари сме си ги гласале, таа е понудата, граѓаните гласат и тоа ми ја препуштаме власта на нив. Меѓутоа, дали можеме ние како јавност нешто да направиме, како општество, да го промениме нашето однесување? Видовме, денеска се објави снимката, пред неколку дена се случила во Дебармало, кога група граѓани, според мене како врвен патриотски чин, инсистира полицајецот да ја напише казната. Видовме селективната правда, ја видовме на дело. И секако што напише на социјалните мрежи, овој пат полицајецот не се удри у пајак, се удри во граѓаните кои што буквално го натера. Дали, ако сите се однесуваме така, дали ако реагираме бурно на неправдата која што ја гледаме секој ден, ќе може нешто да се промени? Кој е улогата на јавноста во ова? Веројатно, да, дишењето, граѓанскиот активизам и дишењето во врат на институциите, сакале да признаеле или не сакале да признаеле, секојаш дава ефект. Во конкретниот случај, тука имаме прво еден многу неморален чин, имено. Вие да бидете толку години функционер, вие да бидете човек кој така се вивнал во височините, не само во државава, туку и на меѓународната политика, и на 80 години да купите Порше и да го паркирате онака, тоа говори прво за вас као човек. Мене едно мислење кое е изградено и кое сум го имал, така, знаеш како кула од карти паѓа со една снимка. Тоа е прво. Во однос на граѓанскиот активизам и начинот на кој граѓаните се обидуваат или да ја исправат таа неправда, знаете, од една страна тоа им е природен порив. Но од друга страна, како општество, не смееме да дозволиме да станеме општество на сензибилизација. Затоа што доколку ова продолжи вака, или доколку утре цело време се снима кој кај застанал, кој што направил, па реагирале, не реагирале, ние како општество ризикуваме ваквиот активизам да стане абсурд и да престане да се забележува. Овој конкретен случај има ефект, затоа што на крајот од денот институциите веднаш реагираа. И ние имаме една симбиоза на реакции на институциите по граѓанско незадоволство. Дали било тоа случајот со Фросина Кулакова, кој предизвика огромен бес кај јавноста, особено на социјалните мрежи, веднаш имаше експресна реакција. Дали биле случаи од Кочани, дали биле случајот нели со тој мечката што ја утепа, што се сликаш со него, исто го разреши. Време си губиме многу. Значи, суштината е дека граѓанскиот активизам дава ефект, но доколку дозирањето се промаши, ризикуваме дека ќе премине сето тоа во абсурд. А кој ќе дозира сега, во комунизам да се вратиме, да дозволиме колку што ние сакаме. Тоа властта, кој тоа ќе дозира сега? Граѓаните, тие кои го А не спроведуваат граѓаните општо место, немој молим да, те. треба они да ценат Не, што е граѓаните за... се општо место. Не е тешко да кажаш граѓаните. Кој ќе дозира? Медиумите, ако сакаш. Па кој? Тоа е наша одговорност. Не. Да, како медиум. Не, јас сум живеел во систем што викаше вака, сите сме одговорни. Тоа е катастрофа. Да, Па добар беше. сите барат сега правда, не само за Пофункционален беше. Да, не само за Кочани, туку и за случаите претходно ги спомнавме многу пати. И сега претходно што зборевме изминативе 20 минути, дури ми е и страд да ве прашам дали сте оптимист дека ќе се реши и модуларна болница, и Дурмо, и Беса Транс. Не.
нема да се решат додека не одговарат прво тие што го изменија кривичниот законник. Како да одговараат? Па за делата што таму стојат да си одат по затвори. Па правниците велат дека тоа е готово, веќе завршена Па работа. готово и со нас. Сите ќе решат се е готово. Па што правиме? Ама тогаш да кренеме раце, господине. Не, ја не кренувам раце, Ако е готово? јас сум дошол тука да влијам, да ги издавам моето мислење, Апсолутно, не со благодарам, претензии дека јас ќе решам. Ја да дам моje мислење дека од забраната на објавувањето на бомбите, вие не знаете, тие бомби сега секој ден се дават. Ме разбира? Овој отиде во што командуваше колку време груби, нели? Овој вика добар е, не пребегнал он. Вика не пребегнал, он се наоѓа во албански простор. Кој вели тоа? Лидерот на ДУИ. Добра. Во албански простор се наоѓа. Чека овде да има непристрасни обвинители и ќе се врати. А непристрасен обвинител тој го поставил Ислам Абаси. Коцевски. Со ова ситуација ние што ќе символизираш? Ви читав што кажуваат самите тие. Има една анализа напишана од Петар Гошев. Како се справив со гангстерите од Будимпешта. Маѓар Телеком. Милиони пари давани овде. Тие истите ни се власт. И чекаме тие да терат, да очекуваме дека тие правниот систем ќе го... И пак од кого да очекуваме? Јас реков едно... Злате вика тој изворот. Без некоја вид, реков, без некоја вид странска помош. Еден вид беше Охридскиот договор, еден вид беше Пржинскиот. Сите, Пржинскиот поготово пропадна одеднаш, скроз, ме разбира, со уцени. Тие сега се сите, викаше поранешниот амбасадор на Франција во Македонија, Тимонје, тие се сите сега во взаемна амнестија. Некој повеќе, некој помало. И тој што не е, а е на врвно место, чува други своји. Тоа е опасно, тврдењето дека политичарите во крајниот чекор кој ќе дојде секогаш ќе се заштитат еден со друг, нема да оди во затвор. А што очекуваш друго од овие истите? Невозможно е странците да го почувствуваат, да ја почувствуваат есенцијата на нашиот проблем. Токму затоа никогаш странците не дале решение. Решенијата кои ги дале странците досега во нашата историја, демократска историја, само ни направиле дополнителни проблеми. Дали било Охридски, дали било Преспански, дали било Пржински. Суштината е дека, за да излеземе од ова, кај нас треба да се роди зародишот на независната македонска интелигенција, на луѓето кои израснале надвор од овој корумпиран систем. Такви луѓе постојат. Ја имам пријатели кои во странство се многу успешни луѓе, дали како бизнисмени, дали како експерти, а кој дали да ги како бира професори. нив? Кој да ги бира? Како? Кој да ги бира нив? Народот. Кога? Па голем дел од нив, Па тука... голем дел од нив веќе се етаблирани во нашите политички партии. И еве ситуацијата, ние Па поправи. добро, значи, тоа е макотрпен процес кој не може да биде, да никне преку ноќ. Странците може само да направат уште еден поголем проблем. Ја му реков на ГИР, вие сте корумпирани на ГИР. Во амбасадор. Јер кажа дека не треба да се донесат измените, чекај. Ти. Затоа што рекој еден од твоите претходници, под Кирија беше кај министерот за реинтеграција. Под Кирија кај него. Речете те викам на ручек и да објасниме. Ама беше месец-два пред да замине. Уште еднаш го викав, не сум заборел, че те викам. Не, и го изгубив ручекот. Отиде. Че кажам дека вие исто така придонесувате. Гир да го врати ручекот. Да дојде треба да објасни. Па и му реков, ја и овде сум. Отиде, не дојде на ручек. А останав ја без ручек, тој отиде. Да се понудиме ние се. Значи,
За жал, Жучокот може да ги дадеме, но не може да ги дадеме одговорите. Така. Жбогар беше тој што седеше под Чирија. Јас, а таков проблем само кај тој, конкретно евроамбасадор, гледате или кои вие другиве што примерен давам. Тие доаѓале тука, јадале кај баклави, вапцани јајца, пастермајли. Кај нас има менталитет, ако некој доаѓа и да јаде баклава за Бајрам, не може више да го критикуваш него. Тие тоа не го знаат од Европа. Јас сум им кажал, сум им пишувал. Немојте пастермали на Агелер да одиш да јадеш. Во Штип, таму, ваму, jer тие се сликат со тебе и тие народот вика, овој чим е со него, добар е, за него ќе гласа. Да. Немам став за пастермајлите, за баклаите, не. Добро, мислам дека може би ќе имаш за одговорности на меѓународниот фактор во креирањето за оваа работа, за овој феномен дека со години одат по куќи за Бајрам? Епа тоа е знак на почитување. Не е почитување, треба да се одат на дистанца да седат, jer после не можеш ти, после ќе му пишуваш дека направиле големи реформи. А ти знаеш дека Жбогар рече имате одлични суди. А дали знаеш дека Жбогар рече имате одлични суди? Жбогар пред да оди.